Во друштво, по ваше барање, многу често ме прашуваат како да се замени флуоресцентна светилка со LED светилка, односно флуоресцентна цевка со LED цевка. Еве сега ќе ви покажам како тоа да се направи на најбрз и на најлесен начин. Тука имаме една арматуричка со две неонки, односно две флуоресцентни светилки. Ева го тука, приглучникот е 2x20 вати, односно имаме флуоресцентни светилки 2x18 вати. Еве сега ќе ја вклучиме, да видиме како таа работи. Еве нејзината шеме. Еве се запали. Како и вообичаено со сите овие флуоресцентни светилки со касни од 1 до 2 секунди. Ги извадовме флуоресцентните светилки или неонки, народски кажано, сега ќе ги извадиме и стартерите, али сигурно, значи обавезно мораме да ги извадиме овие стартери пред да ги поставиме LED цевките. Постојат две врсти на LED цевки. Значи, во моментот, мислам, оваа сијалица, оваа цевка е со напојување од двете страни. Значи, постојат две цевки. Цевки со напојување од двете страни и цевки напојување кои што има напојување од едната страна. Во случајот ќе ви покажам како да се заменат, значи, LED цевка која се напојува од двете страни. Што направивме? Само ги извадовме овие стартерите кои беа на флуоресцентната светилка. Еве ги тука. И ги поставивме LED цевките. Овие се по 10 вати. И еве сега ќе ја запалиме самата арматуричка. Гледаме дека нејзиното палење е секундарно, одма, не е како со флуоресцентна светилка. Еве гасиме. Значи, еве вака, за подобра прегледност, за подобро да видите како е приклучена една сијалица, односно една LED неонка, или цевка народно кажано, ја издвоив самата и еве сега ќе ја вклучиме. Оваа цевка е со напојување од двете страни. Еве и на самата шема се гледа како треба да е поврзана таа и како треба да работи. Зошто да се користи LED цевка? LED цевка треба да се користи затоа што претходно флуоресцентни светилки беа 2x18 вати, тоа се 36 вати.